Денес во Пробишти по 11 пат се одржа манифестацијата Зелникот на баба. Веќе овој настан повеќе пати сме говореле дека станува бренд на нашата општина. Одаваме почит и признание на преубавото Лесново, кое што сметаме дека не е само пробиштипски бренд, туку и македонски бренд. Ваков напредок и развој на манифестацијата организаторите веќе очекувале. Свесни бевме дека од година во година ќе го достигнеме ова ниво. Се радувам што веќе еве 11-та година поред и од година во година манифестацијата расте, се развива. Градоначалникот Драган Анастасов го изрази задоволството што подмладокот ја продолжува традицијата. Она кое што можев да го забележам и посебно ми е драго оваа година и нивни подмладоци, за да може тоа да се пренесува од генерација на генерација. Плоштадот во Пробишти беше полн со посетители не само од земјата, туку и од Балканот. Сите страни доаѓаат луѓе, значи од цела Македонија, од Република Србија, од Република Бугарија. Учесниците во главно сите се со повеќе годишно искуство и учество во манифестацијата. Сека година учествувам. Па од 4-та година е. Во зависност од домакинката, начинот на подготовка е различен, а некои го споделија својот. Па се усукуват корите, после ги собирам во плекот, преку плекот целите се стават, па после ги враќам унатре, па на натре овие ги навам направо за зелето тука и испечеш. После згор водичка малку ставиш да биде помеко и те ти зелник. Тоа се замесува тестото, малце се почека да одмори тестото така и после правиш на каков начин сакаш. Дали сакаш печени кори, дали сакаш овака и има многу тајни. Без оглед на начинот, секоја од домакинките начинот и постапката ја научила од својата мајка. Оше од мали ноги, оше од детинство. Како девојче, после како невеста. Тој ми е од баба, од мајка. Па јас още од мали нозе сукам. Од 15-16 години мајка ми највеќе. Она ми е покажала како треба, што треба и сум прифатила и сум сакала да сукам. Се знае мајка ми. Секако, тие традицијата ја продолжуваат и знаењето го пренесуваат понатаму. Да, мојата ќерка све знае, работи ги с тие работи, сука. Да, на сната, ќерката, па и внуката ја учиме сега да работи. Имаме голема внука и таа се труди да не се научи. Сепак, има и од оние кои за сукање не се заинтересирани. Па сакаат, ама нешто ете се вадат дека немат време, дека ова, она. Жените од Ратавица особено се истакнаа и се пофалија дека како нивниот зелник нема никаде. Минаваме ни сите штандови, ваја модел го нема никаде. Значи, нашите се посебни, затоа секоја година сме наградени. Како се подготвува и по што тој се разликува? Ние ги правиме со печени кори. Сукаме, ги печеме на вршник, па потоа ги собираме во плек и се печат, се прават во форма на зелник. Што на средината го ставаме зелето, а од страната се корите. Прав зелник, старовремски, таа е наш, ратавички. Посетителите не го криеа задоволството, а повеќето од нив овде не доаѓаат прв пат. Трета година. Што ви се допаѓа овде посебно? Па се. Го пробавте ли зелникот оваа година? Се уште не. Трета година. Многу е убаво, интересно, впечатливо многу, се не е убаво. Која година поред доаѓате? 3-4 години идеме. Која година поред доаѓате на зелникот на баба? Прв пат. Како ви се допаѓа? Супер. Отлично е. Пробавте ли веќе? Еве, пробав. Супер е. Трета година и многу убаво. Се е пубаво и пубаво. На овогодишната манифестација беа поставени 27 штандови, што е најголем број на поставени штандови досега.